Во споредба со прошлите години, например 2015 година, Макс Маларски, првиот камион пролетна зелка го има испорачено на 12 април. Тогаш на цена беше 30 денари. А ако го споредиме ситуацијата со 2016, можеме слободно да кажеме дека најголем проблем во врска со цената се климатските промени, климатските услови. Знаеме и ја пратиме ситуацијата со климатски промени дека во Европа и во моментот е прилично ладно. И тука е најголемиот проблем. Вториот проблем е према рускиот пазар не можевме да продреме затоа што Иран е голема сила во тај смисол и буквално ја има блокирано цела Русија со пролетна зелка и они носат пролетна зелка од новата година до ден денеска. Има тоа уште за 2 недели. Можно е да се продре нашата пролетна зелка во поголеми количини на источниот пазар, но останало тоа времето да покаже. Добро, малку нескромно, вие сте трговец и откупуваш на пролетна зелка, цената е премногу ниска. На што се дължи тој факт? Нема ли интерес? Рековте Русија не можеме да продреме климатските промени, но може ли да очекуваме со затоплувањето, со оглед дека минатата година негде првиот камион сте го извели негде средината на април, може да очекуваме задржување на цената или пак евентуално зголемување на цената? Значи, многу е важно да ја пратиме временската прогноза која ќе биде. Таа е една работа. Втора работа, ако се организираме ние со поддршка на владата на Министерството за земјоделие, можеме да добиеме добра цена, да задржиме релативно добра цена. Во спротивно, ако работиме неорганизирано, како што формиравме пред неколку години издруженија за откупувачи и извозници на овој зеленчук, кој не функционира, апсолутно не функционира, значи треба многу работа да се променат. Значи, можно е цената и понатаму да паѓа тогаш? Јас не би кажал дека може да паѓа, има веројатност дека може да задржи на таа цена, мора да се организираме. За каде најмногу интерес сега има зелката, пролетната зелка за извоз? Во моментот ние испорачуваме за Шведска, за Норвешка, за Полска, Германија.